Буквално сите кои чув и не чув дека постојат како навијачки групи. Добро. И да, тоа видиш, на самата најава требаше да го истакнам, али ја викам ќе оставам за покасно. Ги викнавме буквално сите, имаше разни, некои групи не знаев дека постојат во смисол на имаат добри досетливи имиња и интересно е. Со тоа што ова беа оние кои ја потврдија пораката дека ќе учествуваат и оние кои сакаат да направат муабет вака заеднички. Затоа и е промо емисија. Аца? Да. За кого навијаш ти? За Вардар. Зашто? 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 Колку време навијаш за Вардар? Откако сум роден. Браво. Си бил на стадион? Дали сум бил? Ама не, од каде да знам? Да, идеш на утакмици или Знам не? како не идам нон-стоп. Добро. Си на која страна се позиционираш кога навијаш? И на запад одам, и на јужна одам. Што ти фали како навијач? Што ми фали? Све е добро, уште клубот да му тргне и ќе види после. Веќе да, добро, види, тоа е предуслов некој, мада зависи. Ја мислам дека може да си поминувате добро и кога не му оди добро на клубов? Може. Може? Може. Се познавате со некој од гостиве? Да, го знам Владко, сега не мислам дека... Си го видел на стадион, не? Да. А кажи ми, како си бил во група на навивачи кои кога игра Македонија? Сум бил. Топ. Како си поминуваш од такви услови? Одлично, многу убаво. Одлично. Амбиент, атмосфера убава. Супер. Супер. Добро, повели... Може ли да му поставам прашање на Да, овој од Шкембари? слободно. Слушам преска кажува дека навивачите на Пелистер на секоја утакмица одат. Ја би го прашал, освен гостување во Скопје на Вардар, на која друга утакмица Шкембари одат на гостување? Значи, освен што идат на Вардар, на градски стадион. Ја Шкембари ги немам видено на друга утакмица, значи на гостување. Дали е точно тоа? Фала на прашањето, ќе ти одговорам одма, нема тука Мислам факти и дека- докази има. Имаме ојдено и одиме стално во Кратово, меѓутоа таму не ни е дозволен влез. Вас вие влегвате, ние не влегваме. Од кои причини јас уште тоа не можам да го кажам. Одиме Прилеп, одиме Тетово. Ето, Да, имаме ојдено во сите сали, а вие како навивачка група, комити, немате осетено каков е амбиентот во Битола. Одговори ми ти зошто немате дојде. како бе немаме последното гостување? Зашто збориш така? Во сала во Битола. Во сала? Дај ми слики, тука немој пред цела јавност гледа тука, ете имаме и Владчек, представник, нека кажи дали сте биле. Да откриеме тука некои работи кои уште не се знаат. Кажи ми, зашто не се оди у Битола? Што е филмот? Непријатно е? Не дека е непријатно, нема глупост непријатно. Ако е непријатно да се оди у сала, ќе биде непријатно да се оди на стадион. Меѓутоа проблемот е што ние секое гостување, како и секоја друга навијачка група, мораш да го пријавиш у полиција. Значи кога ќе побараш да идеш на гостување у Битола у сала, добиваш негативен одговор. Ти вика си стопирам пред Битола. Како е тој? Тоа е писмено као не е безбедно да доаѓате, мислиме дека ќе си поминеме чкар, тоест не знам што, ова забранува обезбедување. за 6 месеца. Значи нема да идеш крај, ти викаат пред Битола си стопиран, нема да идеш. Можеш да дојдеш до Битола, Добро, пред Битола си стопиран и можеш да се вратиш назад. Како група. Како група, да. А како обичен вака шизик што сака да иде на фудбал? Како Секако? обичен можеш да поминеш секако. Да, ама Сега зависи така кој. па не можеш да се групираш после, нели? Ама што ќе Има направиш? такви Ти финти можеш или? така да отидеш 10 луѓе, со 10 луѓе нити можеш да навиваш, нити можеш да постигнеш Добро, некој можеш брано ефект и на навијачка група. Ние имавме на таква Александар, тука си уште? Тука сум, Добро. да, исто и на домашен терен. Пелистер, ала? Да, слободно Пелистер сакам. кога иде на домашен терен, ја Шкембари сум ги видел, човече, може да ги избориш на прсти. Он вика дека ги посетуваат нон-стоп и гостувања и дома. Со Вардар ајде дерби, ама чекај бе, треба да има навијачи, така? Он сега ги фали тука, ми ги кажува на гостувања иделе, организирани биле. Ја не мислам дека не е тоа точно. Добро, ете ќе ти одговорам и на тоа прашање. Кажи ми ги, Аце, сите Може прашања да и одговорам? да, само за да Ајде. не го држам да не стоиш. Ацика, Да. ако е тоа се,
Толку поздрав до... Фала ти, Владко. Ептен, немој да сватиш нешто на криво или лево Не десно. бе, ништо го живим, ништо Респект. нема, си прашувам си, шо сега, чим си ги викнал у емисија, треба да одговорат. Абе така е, да, не те сеќам. Ти ако имаш уште прашања, се окей. Не. Мислев дали е тоа за да го лабаеме телефонов, за да може да си направиме Толку поздрав до Владко Комити, Респект. се најдобро. Респект, поздрав, се гледаме. Добро, Шо вика сега со едноставно не, гостување? не ќе му одговорам на прашањето, бидејќи ми го постави, сам да одговорам на прашањето. Спреме муабет, така. Да. Пелистер која ќе игра, јас и претходно говорев околу тоа дека кога ќе ја дојди Вардар, мислам, комитите, се бериме во најголем можен број. Меѓутоа, ние имаме навивачи на секој можен надпревар, и ту во солидна бројка. Без разлика дали победа била последна на табелата, дали Миланови ќе се растурал како клуб. Имате Или- поддршка за клубове, што Да, се ваш. ние Окей. го бодриме клубот Пелистер со срце и душа. Без разлика какви А резултати што е има. ова со За Младотов? разлика, извини, Извини. ако Не, за не, разлика, ете Влаче тука од комитите може слободно да каже пред телевизија. Ова е поголем град, поголеми можности, поголеми спонзори има. Да се организираме за еден автобус за било каде, ќе оплаќаме ние од джеб. А камоли да ни платат нас. Ако има кој да не финансира, одиме без разлика. Зошто не праша господинот Аце, се вика мислам, Пелистер кој беше бараш со Шкендија во Струмица. Колку души беа на стадион? 1400 навивачи беа на стадион. 1400 навивачи. Што значи дека чкембарите масовно одат и го бодрат својот клуб. Иако ситуацијата е мощно тешка. Морам да признам, мощно е А тешка. што е во Сократово, па не ми е јасно? Ете и тука. Си одиш, на пример, добро, и не те пуштаат Веќе- исто ова што Влачо го збори. Да, сега веќе дојдовме до врвот на емисијата каде што Добро, треба да вака кажеме сега. и Значи зошто ме сме. интересира како е можно да имаш такво оправдување, да речеме дека вие доаѓате и правите нереди, бели, па не знам што. Ама Затоа има таков став. Вика, не може да влезеш. Добро образложение, Нема постои. образложение. Образложение нема, едноставно Не, нема да влезеш. И сакав да кажам дека стигнавме до врвот на емисијата каде што треба да кажеме зошто сме. Одиме во Кратово, забрането е ни да влеземе. Комитет има инцидент во Нерези, кој не ќе да коментирам, тие си знаат како зошто. И дојдовме до ситуација каде што треба да речеме слобода за навивачите, да се организираат протести. Комитите пробаат да организираат протест, ние не го подпишавме меморандум, ќе кажам зошто и затоа сум тука. Под вакви услови какви што имат комитите, ние не ќе да го подпишеме меморандумот. Ние сме слобода за навивачите, да. Зошто? Добро. Тие имат напишано доста добри точки. Има тука еден пример ако тој меморандум. Да, И има зеднав примерот да кој го не- видовме сите, тука што сме во студиото. Сакам да кажам дека имало и претходно инцидент. Да те прашам вака како неутрален. Значи продолжуваме да правиме не ти го кинам џабе муаветот. Доколку го предложи било која група ќе ти смета или ти Не, смета по основ дека е предложено таму? Не е дека- Или содржинава е разгледа? Содржината разгледавме. Добро. Тие пуштиле соопштение до навивачката група Чкамбари кој не стигна до нас. Стигнало до полиција, до нас не стигна. Ние немавме време да разгледаме што е како е. Добро, И тоа е сакам нешто да се... итно многу бргу треба да се потпише или не? Не, нема врска сега со Битно е навивачи. Да. Добро, битно е да биде ист филмот за сите. Комитите си направија еден меморандум, како што е, ние не го подпишавме заради следниве работи. Мислиме дека овој меморандум требаше да биде многу порано направен од страна на сите навивачи заедно, не како Чкембари, не како комити, не како мајмуни или ред други навивачи. Сет има еден инцидент кој самите треба да се го решат и веќе се го решават што ми е мило. Но не требаше да дојде тој инцидент па навивачката група комити да го направи овој меморандум. Требаше да се случи тоа многу порано. Ние бевме слободно можам да кажам од страна на полицијата тепани во прилеп заради кршење на столче или ред други работи кои не беа. Не се случија. Сникано беше сето тоа, телефоните ни беа заплевнети од полицијата да се извришат тие материјали. Бевме во Кратово. А имате материјал од тоа? Имавме. Имаше, ама добро се избриша слободно. сите? Да, Толку сите се готово. избриша. Бевме во Кратово, каде што не ни беше дозволен влез во стадионот. Ние патуваме до Кратово, не знам колку километри, мисля 2 години, знам, нели, Мисля, че и до по-алко. Белград.
поблиску се стига отколку до Кратово, немаш влез во стадионот. Зошто? Ќе правите белја, ќе кршите столчина, што нема врска, ни уште не влезени, тие етикета ни кладоа ќе ни искршат столчината. Добро, така може да потикнува, така нервира, мислам, она, човечки кажано. Иритира. Имаше инциденти и во Битола со страна на полиција. Значи, сегде има инциденти и то треба, веќе ако се прави ваков меморандум или собирање на навивачки групи, извинете. Да, добро, заедно. Заедно, тоа се прави со еден цврст и добар договор кој што треба сите да го организираме ние, без разлика дали Сега ќе направиме дил, да, уствари фали еден човек кој ќе ги организира сите, а да не биде главен, тоест да има функција само на организатор. Нема врска. Мора некој да ја потекне иницијатива. Треба иницијатива да се даде, така е. Дај да видам само кој е на линија повели, сигурно е некој добар шизик или шизика, чим не гледа вечерта. Здраво? Здраво, Викса. Ете го шизикот. Како се викаш? Мете на телефон, навијач на работнички, ги поздравувам Митевски и Здраво, Мете. Владко, пошто нив ги знам лично. Поздрав, Мете. Поздрав. Пискач од него познавам и Пискачот? доаѓа од таа. Вечерва го запознавам јас и да ти кажам, ми делува вака многу некако немирен ми е Кратовски кажано, изгледа имале право луѓе што не го пуштиле таму. Како? Се завркавам го закачам. Мите, од кај, од Скопје, така? знаеш, сега да те прашам нешто. Кажи. Викаш, сте ги викнале сите навијачки групи, од мојата не е никој викнат, али не е проблем. Не ми го меморандумот джити се. Важно е за најмалата навијачка група у Македонија, знаеш. Како се вика групава? Ги нема пишува. Како? Како се вика твојата група? Легија 5. Легија 5. Да. Од денеска е поправена и исправена таа грешка. Знаеш што, јас не се правам фантом дека нешто многу спортски лева, десно и така натаму, пошто многу е лузерски да се лаже било која варијанта, особено на телевизија, пошто има финти кои се осеќаат. И мете ќе ти кажам дека не знам многу. Ми беше предизвик да се сретнам со оваа група на луѓе и извини затоа што не си контактирано, ама ќе влезеш на список, друга. пошто имаме сега некој вака како телевизија и како лично јавна фаца, ти кажувам дека ќе го следиме спортов по линија на нормално трошење на спорт, на нормални ствари, не е небитна, не е една навијачка група. Слушај, да не го одолголикуваме муабето. Прво сакам да кажам, пискачот на градски доаѓа само со Вардар, не доаѓа со работнички, навијачите на работнички беа во Битола, против Пелистер, малце, ама беа, они ни толку не дојдоа. Тоа е една работа, а втора работа, муабето ми е, емисијава не е за кој кај гостувал и зашо гостувал, да го ставиме акцентот на ова протестов наш што беше, што се потрудивме да биде не политички, не да докажеме дека ние не сме дека сакате да се развие спортов и дека има само спортска добра намера, сето ова што види, тоа. сакам да ти кажам дека го одоликувате муабетот сега, кој каде ги пуштил, кој каде отишол на гостување и така натаму. Добра. Не, веројатно емисијата не ти е за тоа и веројатно не ја правиш заради тоа, него да ставиме акцент на тоа што ние као навијачи, од сите навијачки групи, Добра. го поттикнавме у неделата и докажавме дека за некои работи сме обединети, дека неќеме да не користат политички партии, МВР и така натаму. Јасно, добро. Сакам да ти кажам, уште Кажи. Мислам, колирај си слободно, да, не многу слабо те слушам и кога збориш ти, а ја кога зборам не разбирам не што исто. ми. Слободно зборувај си цело време, ние те слушаме супер и на телевизија оди одлично. Може на телефонот да ти се јавува некоја фрка, ама Види, Слатко кажа за ситуацијата у Битола, знаеш. добро. Како не ги пуштаат комити у сала или било што. Тоа не е само у Битола. Тоа е сегдека скоро на сите стадиони. Некој се удалец у Кратово не ги пуштил Чкембари, некој у Куманово не ги пуштил не знам кој, некој у Тетово не ги пуштил не знам Добро, кој. како можно е овака, имате
не знам, адвокати контактирате како групи вака? Ние стално при секоја навијачка група која гостуе, Добро. како што рече Ватко, мора да пријави полиција. Добро. Дека гостува у тој и тој град, тој и тој ден, у толку и толку саат, и така натаму и така натаму. Нас правото на движење во оваа држава ние забрането со преку МВР слободното движење по држава, ме разбираш? Дома си, а не можеш да отидеш. Чекај, сте од својата разговарале со држава у некој друг правник, дали е возможно и дали е можно тоа и дали е правно точно или не? Нас е све возможно вржава. Другар, не може да не биде правно точно. Тебе може да ти забрани некој да не отидеш у Охрид. Мислам дека не. Епа, и зашто на мене ми забранува некој да отидам на стадиону Тетово, да речем? Тогаш чекај малце, ај ќе Или направиме да друга стадиону финта, ја ќе Грантова, ајде, земеме да не го камера и ќе спомнам идеме да Тетово. видиме што би се десило доколку не ја испочитуваме забраната. Каква е таа забрана? Што би се На десило, хартија? кривични пријави, до 30 дена притвор и така натаму, да не ти раскажувам се што е. Добро. Не бе раскажи ми нема врска зашо правиме муабет, мада окей, да, јасно ми е, доволно ми кажа, тачно. Или, знаеш, у една ситуација, не знам кој кажа, не е битно, знаеш, кога ќе одите вие неутралните, обичните смртници да ве кажам, на стадион, и кога Комити или Легија 5 или Фаланга, Чкембари ќе направат кореографија, за која што треба пари, и кога ги палиме баклите, и кога горат баклите, и кога сите викате дека е супер, Така. знаете дека некои навијачи завршуваат у затвори со кривични пријави заради тоа? И како обичен спортски смртник у наводници, Да. ти кажувам дека не, предпоставувам, ама не знам, немам и податок дека е. Ама уживаш во дисплејот, нели? Да ти кажам дека да, се гордеам. Види кога тоа е многу е кејф и на стадион, и надвор од стадион, и знамево ми се допаѓа, сега игравме ракомет, кошарки, сето тоа беше супер репрезентативно и така натаму. Како гледач, мислам индивидуално ти кажувам, мада тоа сигурно не е не можеш да извадиш просек од мене, ама лично јас ти кажувам дека сум многу горд и сум се прашал дали можам или како го издржуваат тоа финансиски луѓето што го прават, бидејќи сите се гордееме со македонско знаме, ама некој треба да го кешне. И тоа ми е јасно. Правиме муабет за тоа дека некој што пали бакли у моментот, оди во што затвор ти прави после. тебе дисплеј и убав изглед на стадионот, после од како ќе изгори таа бакля после 2,5 минути, дека доаѓа полицаец, го апси и добива прекршачна пријава од не знам колку евра. Човече. Не сум се прашал за тоа и на место ти е муабетов. А како, кажи ми, има закон за не фрлање бакли, така? Или секој си носи. Да довршам мислата, ќе ме прашаш, ти ти одговорам, ти ти одговорат и тие таму, веројатно и они знаат, не веројатно, него сигурно и они знаат. Да, веќе изреагира. Ја се јавив со друга причина. Кажи причина. Трета работа. Новинарите, сега тебе ќе да ставам у таа врста, пошто веројатно водител, новинар, мене ми е исто. Добро, не е баш, ама нема врска, повели и слободен, биди си. Не навредам, не се однесува на тебе. Да, окей, говориме општо за новинарската фела. Окей. Направивте инцидент, направи ја инцидент. Добро. Од ситуацијата у Нерези. Да, вести се битна работа. Не се дрзнале. Да земат, да уклучат на интернет. Како прави новинари. Да уклучат на интернет и да видат што се дешава на страна. Коментираат како ние сме хулигани, ние навивачите. Значи сега тука не ги ставам ни Комити, сите општо, да, не ги ставам сите. Ние навивачите сме хулигани и сме направиле еден инцидент, у наводници инцидент, во 10 години, кој некои трети личности, значи ни новинари, ни навијачи, го направија политички инцидент, меѓунационален, и а не излегува тие истите новинари што тресоа толку зелени на телевизија, што ми се гадеше да кажам дека овој ми е сограѓанин. Истресоа толку зелени на телевизија и не излегува, не отидоа, не уклучија интернет, не уклучија YouTube, не уклучија вести од други новинари од други држави. Да видат што се дешава само преку границата северна. Не мора подалеку. Преку границата северна, преку границата јужна наша, само до таму требаше да отидат. Ништо друго. Еве, и преку јужната граница не разбираат. Предпоставувам, пошто не учеле
не го учеле у школа тој јазик, али овој преку северната граница го разбираат тој јазик. Нека отворат било која новина и нека прочитаат од кој ден сакаш. И сега нас ни е забрането да идеме на стадион на гостување. Мене ми е забрането да одам у Битола 6 месеци. Знаеш, мојот работнички утре заутре ти игра коло у Битола, јас не можам да одам да го гледам само заради тоа што некој кретен новинар и некој политичар излегле на телевизија, си направиле филм за себе и само колку за да има да им се гледа телевизијата, нели? Чекај сега, да, тоа ми е мојавето, сакам да те надополнам и да те прашам нешто во однос на ова. Веројатно е окей, дека слушате. До Мете сериозно размислува и добро размислува. Мете го чепнавме и ова и ни беше предвидена точка за муабет. Ситуацијата. Имаше едно прашање, извини, до мене. Не знам дали беа тоа Шлегија 5, мислам дека беа романтичари, Чкембар имат гостувано на градски против работнички. Не знам дали беа формирани како Легија 5 или романтичари, ние бевме на градски, еден автобус, 50 души, тоа сам да го кажам тука пред цела јавност. Иначе размислувањето на Мете му е феноменално. Да, точно е. Кој е новинаров? Ме интересира, пошто види, весници има многу лоши весници. Телевизија, мислам, нема што да се прави ајрен телевизија, тоа ужасот, значи крај на програмата. Ајде, ни било која телевизија која има вести, ова слободно ти го кажам, бидејќи тука сум комотен, бидејќи ние немаме вести. И знам кој им е макат. Они се утепуваат од барање скандал и тамо кај што го има или кај што некој ќе уфиксира дека може да има, може да се поддржи и медиумот е многу битна, убава состојба ако го работиш убаво као бизнис, али ако сакаш да направиш белја е совршено белјаджиски. Значи, инцидент правам глупости и можам да направам скандал, за да ми се вестиве битни, пошто тоа е најскапата секунда тамо и така натаму. Неме разлика. Да те прашам сега, кој е окей, кој е новинаров? Има некој тамо посебен, некој што се изжилител многу нешто во она или тоа е само групица на Јас ајден? кажам стрикно ајден телевизија. Добро. Апсолутно. Се со новинари, со камермани, со све. Нема муабет за тоа. Ме разбираш? Муабетот ми е, инцидент имаше. Големината на инцидентот. Да, знам дека можел да биде надуван, напумпан. Е нула, значи, во споредба со казната, што ја добив јас во случајот. Види, да направиме еден лош муабет. Ова е сега што ќе го кажам е лош муабет, сакам да ме сватиш поентата. Значи да ги казнеа комити. Како комити, пак ќе излезеш на протест. Знаеш, не заради тоа што многу ми е гајле мене комити ги казниле. Знаеш, ја ќе излезем на протест само заради тоа што од ништо се казнува некој со 6 месеца неодење на друга утакмица. Па ние и комити идеме на исти стадион. Ја кога ќе идам на гостување, кога Вардар ќе биде домаќин помеѓу Вардар и Работнички, ја не смеам да отидам на стадион, ме разбираш? Мојата група не сме да се појави на стадион. Зашто има забрана за гостување. Благодарам. Таа важи 6 месеци, 6 месеца е. Сите ја попивте. Ме разбираш? Да, апсолутно. Сите наивачки групи. Добре, на кого му текна? Ова е за тебе, Мете, мислам, она. На МВР. На МВР. И ФФ. Пази го. Направивте Вика, нешто слушај во однос го, на тоа? слушај го. Зашо не се најдете сите и не направите заеднички став? Направивме. Направивме за ништо. А од државата не може да е по. Направивме. И кој ве представува? Вака види. Не, чекај, што мислам, што се случи? Конкретно за меморандумот, тој За може ова, да каже, така. пошто тие го формираја. Јасно ми е. Вака, во меморандумот стојат Одека за национален меморандум или за нешто друго. Одека се работи за меморандум на навивачи. Вака, ова се за кој што сите ние очекувавме поддршка од сите навивачи, не ја добивме. Ја не се ставам, пак ќе повторам, не се ставам на страната на комити, нема да се ставам. Бе, добро ти си. На мене ривали, најголеми ривали, ја не навијам за Вардар, навијам за Работнички, најголемиот ривал на Вардар. Разбираш? Значи, се работи дека излегов таму како навивач. Јасно. И повторувам, мене како навивач ми е забрането заради тоа што некој новинар истресе толку зелени на телевизија, што ти се згади да кажеш дека тие таму што ги покажаа на телевизорот, другари што јас ги познавам, значи што живеам, јадам, пијам со нив, ме разбираш? Ги направи
ги направи не знам што да се, ме разбираш, најголеми криминалци. После тоа ја појави другата страна на телевизија, која уопште не требаше да биде смешана, и кај нив имам познати, и нив ги направи подоле од... Да. Не е за Јасно. телевизија, мојата. Јасно ми е, да. Мислам, Ме сваќаш? разбирам. И сега на целата оваа ситуација, доаѓа предлог од МВР за забранување на гостување на 6 месеци, кое што ФФМ го прифаќа као не знам што да ти кажам, као еве ви 500 евра и земете си ги за вас. Да, разбирам. Идиот, Сваќаш? мислам, разбирам. Ако имаш фудбалска федерација и МВР, види, на страна слушни ме, на страна организирањето на гостувањата одат преку МВР. Значи, МВР од градот тој и тој, доаѓа ги пречекува навивачите на тој и тој клуб, ги носи од автобуска, железничка, авион, од кај сакаш, до стадион, ги остава да навиваат, прават обрач околу нив, ги остава да навиваат 90 минути, ги собира, ги враќа на автобуска, аеродром, железничка и така натаму и И така натаму. моабетот е тука завршен, слава Да, Богу. меѓутоа, тебе началникот на полициска станица ти вика, јас не сакам да ги викам моите колеги у недела да доаѓаат на работа. Неверојатно, да, види, Неверојатно, ова е вистинит коментар. И па сега ако Не ми дека се јас случило не ти на мене, верувам, нема дали- ти го кажувам. Не ме доживој така, не ти викам дека лажеш. Прашај ги нив и на нив им Не, така како процес го дискутирам. дискутирам. Да, те разбирам, мете, јасно ми е, како процес. Да спомнам само, еве вака, ова е, значи, чива идеја е меморандумот? Идеја предлог? на навијачката група комисија. Потегнато од навијачката група комисија Оттикнат. на која што се потпиша Да. сите навивачки групи. Например, Освен оние од албанска националност, со албански предзнак, меѓутоа јас мислам дека со начелото од меморандумот и они ќе се согласат. само да ги спомнам групите што се внатре и ова ни е уствари нашиот навивачки сојуз, така му доаѓа. Мислам, Така, Тоа е основнавачки клуб. 85% се овде. Сојуз да се разбереме. Сојуз на навивачки групи. Не значи дека групите се доближуваат едни со други, од сега ќе бидат пријателски. Не, Ривалите апсолутно си не. остануваат ривали. Не. Дека имате по некои прашања исти интерес и Дека во моментов треба да застанеме Заеднички сите точки. заедно. Тачно така. некои ствари ги гледате исто. А тоа не значи дали сте вие... Од почеток на носење на законите кои се- Извини ме, те ништо не те чув. Треба да важат истите правила за сите, Викса. Така е, за тоа зборим. Значи, и кога се носат закони за нас, како законот за спортско навивање, треба да бидат уклучени навивачите. Не може некој Апсолутно, професор, Да, чудно е. што нема 2 минути на стадион или во сала пројдено, што гледа телевизија, англиско првенство, како се вика, кај што има милионски трансфери на играчи, на една цела машинерија на пари, за пари, да дојде да донесе закон за навивачи на овие простори. Не, тоа не е фер, нити е нормално, нити е... Тачно. Посакувачки. И не може да се влечат точки од нивниот закон за навивачи. Законот за навивачи во Македонија треба да биде закон за навивачи во Македонија. Многу јасно и многу А нормално. не е препишан како Слушај. се од хрватски. Леле, препишан е нашиот, а? Да, Апсолутно, нашиот е апсолутно препишан е препишан. од збор до збор од хрватскиот. Као прво, тој што пишеше законот точно е мете дека може нема присуствувано на утакмица да гледа на стадион или в сала нема бидел. Тој не може да прави закон кога не бил на Неверојатно. стадион и да види какви се условите на тој стадион. Кој го вика, Знај да си ова што го навијач. напише законот? Има еден голем проблем кај македонската полиција, МВР. Тие не обвинуват за нас за хулиганство, уствари не се сочени со хулиганство. Можам да Кажи ми тврдам, пример, како се поминуваат не само комшии, околу нас, што се дешава? Вака да разграничиме Вака, една значи, работа. во според. Значи, ултрас
е ултрас, значи навијачи како навијачи се навијачи. Кај нас во државава, не само во Скопје, во државава, не постојат фирми. Значи хулиганите се декларираат како фирми, не како ултрас движење. Значи они се стрикно фирми кои бројат членство од 100-150 луѓе и тие се тие хулигански фирми. Кај нас такво нешто не постои. Значи го нема. Што е валја нормално. Значи, за наши простори е нормално. Значи, го нема. Никој не може, ти ако си навијач, онда те карактеризира, ти дава карактер на хулиган Да, или на види, не, криминалец. тоа е лепенка, тоа е предрасуда, се вика, тоа Значи, е стереотип. Значи, ако си од Битола, значи дека си имаш три уши, така да мислам она, фиксација, ако си од Скопје имаш Не три може, ноги, не знам не, што.